Кај луѓето, козметичарите се дефинираат како професионалци кои им помагаат на другите да изгледаат и да се чувствуваат добро. Меѓутоа, тие мора да завршат соодветно образование од кое добиваат знаења за човековото тело, посебно за мускулите и за нервите, како и знаења за нашата кожа. На тој начин, козметичарите може да понудат разни услуги за убавина и нега. Тие нудат разни видови масажи, маникир, односно средување на ноктите на рацете, педикир, односно средување на ноктите на нозете, различни третмани на лице, разни третмани на тело, познатото декоративни третмани на лицето, односно шминкање за различни видови приводи, корекција на трепки, корекција на веки. Козметичарите работат во козметички салон, а козметичките салони се во склоп на салоните за убавина, спа центри, одредени медицински клиники, хотели и приватни центри за нега и убавина. Козметичарите работат со специфични алатки од типот на четки, шпакли, тупфери, црпалки, ваги за мерење, турпи и слично. Работат и со електрични апарати од типот на солариум, масажери, електрични турпи, лампи и друго. Козметичките препарати се исто така дел од работата на козметичарите. Тука спаѓаат гелови, масла, кремови, путери за тело, шампони и слично. Шминките се исто така дел од козметичките препарати. Употребувајќи ги сите овие алатки за работа, козметичарите треба да внимаваат на голем број опасности, од типот на повреди на рацете, повреди на нозете, болки во грбот, повреда на очите. Ова се случува најчесто поради зрачењето од електричните апарати кои ги користат, а доколку не се одржува хигиената, тие исто така се изложени на голем број инфекции од разни видови вируси и бактерии. За да се спречат овие опасности, козметичарите треба да носат удобни обувки, ракавици, како и заштитни очила на лицето. Останува да го погледате ова видео уште неколку пати, да се одлучите дали би сакале да станете козметичар или ќе не следите на нашата Facebook веб страна за да дознаете нешто повеќе и за другите професии.